Новите антиковид мерки кои што ги донесе владата, со кои практично се ограничува секојдневното функционирање на граѓаните, предизвикаа бура реакции во јавноста. За дел од граѓаните ваквите мерки се дискриминирачки, а за дел од лекарите пак ваквите мерки немаат никаква епидемиолошка логика. Дури и самиот министер за здравство призна дека оваа мерка се носи со цел да се мотивираат граѓаните да се имунизираат. Дали има медицинска логика во мерката после примена прва доза од антиковид вакцината веднаш да се дозволи влез во затворена просторија сметајки дека тоа лице е безбедно? Ова мерка што е донесена на вистина е во однос на аспект, на правен аспект е дискриминирачка за сите луѓе, бидејќи невакцинираните им се забранува влез во било кој простор, дали тоа е шопинг центар, дали се угостителски објекти. Однос пак на стручниот дел и медицинскиот дел, ова е комплетно неоправдано, зашто никаде нема ваква мерка донесена. Значи, уште полошо што после првата вакцина се укажува дека можат веднаш дека се заштитени. Тоа буквално е едно самоубиство. Знаеме како се развива, дека се потребни минимум 2 вакцини, а овдека после првата мерка да вие мислите дека се заштитени, да имате имунитет против COVID-19, на вистина од секаков аспект, а посебно стручен и медицински, е непрофесионално и неодговорно да им кажете на граѓаните дека вие сте заштитени и можете да слободно се движите каде сакате. Уште една мерка која што исто така предизвика реакции во јавноста беше она дека имунолошкиот одговор на прележаните од COVID-19 практично се ограничува на 45 дена, пошто тие ќе мора веднаш да се имунизираат доколку сакаат да се вратат на секојдневните активности. Вие сте доктор и еве може да ми кажете дали постои некаква стручна медицинска студија која што докажува дека имунитетот на прележаните од COVID-19 трае само 45 дена. Навистина ни беше тешко да најдеме било каков податок во целокупната стручна литература што испитувавме уназад месеци и месеци, дека негде постои такво дека после 45 дена само трае имунитетот кај пациентите кои што прележале болеста. Сите последни студии што ги прочитавме, што ги гледавме, што гледавме да видиме од каква е нивната квалитет на тие студии, јасно и недосмислено кажува дека имунитетот кај пациенти кои што го прележале COVID-19 е минимум од 6 до 9, а последните студии кажуваат дека и повеќе од 9, односно и до 12 месеци даваат соодветен имунитет кој што може да одговори на инфекцијата со COVID-19 дека се заштитени. Ова што само после 45 дена се бара да се вакцинираат е исто така од медицински аспект неоправдано и несоодветно. Така да со право имаат пациентите, граѓаните да дадат демант нова од каде е најдено и дали Комисијата за заразни болести го предложила тоа, како и Комитетот за имунизација. Во последниве денови гледаме значително зголемен број на заразени со COVID-19. За жал Македонија се најде негде и на врвот по статистиките по бројот на починати. Можеше ли да се спречи ова сценарио доколку се донесеа рестриктивни мерки на времено и дали задоцнивме со мерките? Ние уште на 6 јули Комисијата на здравство на ВМРО ДПМ ги даде 15 точки што треба да се спроведат. На жалост и покрај голем број на пресеви од нашата Централна комисија на здравство, ниедна не беше прифатена. Така да се знаеше дека без ПСР тест негативен не може да се влезе во земјата. Исто така апелиравме да овој период се искористи да сите здравствени објекти, болници, клиники направат едно комплетно реновирање. Се она што е потребно да се надокнади, дали од област на лекови, дали од лична заштитна опрема, но тоа кој што гледаме ни доаѓа 4-тиот бранд и нема ништо разлика ни од 3-тиот, ни од 2-тиот, ни од првиот. Уште сме неорганизирани, уште ни фалат протоколи за лекување децата и до ден денес нити една стручна комисија, Комисијата за заразни болестите, лекарската комора не ги даде протоколите по кои што треба да се лекуваат деца, од новородено до возрастни пациенти. Сето тоа недвосмислено укажува дека се доцни и овој 4-ти бранд пак ќе го започнеме паушално и само на вина на министерот Филипче. Во однос на бројките, тие фрапантно ни покажуваат. Само за 5 дена имаме над 95 починати лица. Во последните 5 дена имаме над 5600 ново заболени. Вкупната бројка на заболени во Македонија е негде околу 10.380 луѓе. Во однос пак на локацијата, 65% се само во Скопје, Тетово, Гостивар. Значи, онаму кај што и покрај препораките на Комисијата за заразни болести дека не треба да се прават свадби, журки, свечености, тие не беа почитувани и затоа дојде да едноставно делта сојот стане доминантен, се прошири и покрај препораките дека се знаеше дека овој сој многу брзо ќе се шири, неговата
заразност е негде над 60% и многу повеќе во однос на британскиот сој, но тие мерки не се почитува, нити се направи една добра промоција на мерките и на овој четврти бран. И покрај апелите што ги дававме ние како стручен дел докториве, не се прифати нити една наша мерка. Сето тоа доведе до ова. Еве као компарација многу едноставно ќе направиме. Вчера во Србија има новозаболени 1510, а починати 11. Во Македонија има 1250 новозаболени, а 22 починати. Сето ова кажува дека на вистина овие мерки што ги носи Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, дека се несоодветни и закаснети. А така, вие, доктор Зафировски, работите во детската болница Козле, каде што најмалите пациенти практично се хоспитализираат. Многу од нив и со COVID-19, веќе знаеме тоа и во јавноста го слушнавме. Делта сојот е доминантен. Каква клиничка слика дава тој кај дечињата? Институцијата кај што работам, тој Институт за белодробни заболувања кај децата Козле, беше во првиот момент во ковид центри. Уште 2020 година ние почнавме со ковид центри, навистина искуството што сите ние како колеги го стегнавме таму, доведе да децата кои што се лекуваат имаат поинаква прогноза и на наша радост и на радост на пациентите тие завршија дали некои со полесна, со потешка клиничка слика, но сепак завршија добро и сите здрави и живи заминаат дома. Во овој момент имаме патологија од 7-неделно бебе до повозрастни деца 12-13 години. Подготвени сме и Институтот Козле е подготвен да ги прими сите деца од Република Македонија кои што ќе бидат упатени во нашата институција. Така, може само да ни кажете во однос на клиничката слика, дали таа се разликува од претходните соеви на ковид или тука се негде симптомите? Ова клиничка слика се разликува од претходните соеви, овдека почува кој со поголем број на температура, гадење, повраќање, повеќе доминантна на гастроинтестинална патологија, кој што некогаш ги заведува и пациентите и матичните лекари, но сепак наша препорака. Ако таа температура трае повеќе од 4-5 дена и гастроинтестиналните, сепак да се направи тест ПСР за SARS-CoV-2. Ако децата испадне позитивно, ќе се упати во зависност од дали тежината на клиничката слика, дали ќе остане да го води матичниот педијатар или пак ако е потешка клиничка слика, да се упати во Институт за белодробни заболувања кај децата Козле. За наше задоволство, сепак кај децата има полесна клиничка слика и поминува во рок од негде 10 до 15 дена.